Бугарската дипломатија ја порази македонската, бидејќи се што беше барање на официјална Софија стана услов во преговарачката рамка за Македонија. Договорот за добрососедство и пријателство не е дел, туку основа на преговарачката рамка, спакувана во француски предлог, вели поранишниот амбасадор Ѓорги Мисајловски. Договорот и ги врза рацете на Македонија и Бугарија може слободно да се ја спроведува агресивната политика која е пракса со години наназад, коментира екс-амбасадорот. Он не да е пречка, него он е основа за сето тоа што следеше после. Бугарија нас не порази и дипломатски и технички. Бидејќи сите нивни услови, бугарските услови, се дел од преговарачката рамка. И тука нема збор. А зашто тоа го акцептира и Европската унија? Просто евидентно е дека Бугарија има не можам да кажем сјајна дипломатија, али многу добра дипломатија. Подобра од нашата во секој случај. Неспоредиво. Нашата дипломатија е неподготвена, оценува Мисајловски, а Османи се обидува да прикрие дека билатералниот договор е на штета на Македонија. Ние сме неподготвени, ние немаме аналитички тимови, ние не предвидуваме, ние само лечиме. Проблемот вадеме костани од огин. Значи, тоа што Османи не сака да го објасни, тоа е точно токму договорот фактички е штетен за Македонија и си ги предизвика сите неволи кои го имаме. Преспанскиот договор и даде ветер во грб на Бугарија да може да бара исполнување на своите апетити и тоа написмено. Но бидејќи нашата дипломатија е катастрофална, сето тоа се исполни, вели екс-амбасадорот. Од друга страна, со денови не запираат реакциите кај јавноста, откако Османи на училишна табла сакаше да објасни дека договорот со Бугарија не е дел од преговарачката рамка. Контра Османиот иде и бугарското МНР, кое децидно вели дека без ефикасно спроведување на договорот за добрососедство, како и протоколите кои произлегуваат од меѓувладините средби, но и заклучоците на мешовитата историска комисија, напредок за Македонија на евроинтегративниот пат нема да има.